Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја слушате до 12 часот. Неделава на политички план ја одбележа скандалот фабрика за афери на Социјалдемократскиот сојуз. Обвинителството и полицијата на неколку локации во Скопје открија буквално погони за производство на лажни лични карти, производство на лажни пасоши за највисокото раководство на ВМРО-ДПМН, подготовка на лажни документи за поседување на банкарски сметки во швајцарски банки со сериозни дебели суми на пари, исто така за највисокото раководство на ВМРО-ДПМН и функционерите во владата, и 70.000 приватни телефонски разговори содржани во компјутерите на осомничените лица, разговори кои претходно ги поседуваше и веројатно се уште ги поседува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Осомничени се 3 лица, меѓу кои едно лице кое зад себе има дебело криминално досие со 19 кривични дела, а кое пак вчера порача дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е еден прекрасен човек со кој има одлични релации. Истрагата досега покажа поврзаност помеѓу Заев и Оливер Спасовски и овие осомничени лица, а понатамошната истрага треба да покаже на кој начин тие се стекнале со овие незаконски прислушувани разговори и дали постои поврзаност и нарачка од страна на раководството на СДСМ за изработка на овие афери. Да ги слушнам изјавите кои што ги дадоа изминативе денови Оливер Спасовски и Зоран Заев во врска со оваа група. Тие не негира познанство и односи и релации со нив, но не сакаа да одговорат дали тие се нарачатели на оваа фабрика за лажни афери. Господин Заев, медиумите објавија фотографија од средбата со првоосомничениот Бекири. Може ли да ни кажете за што точно разговаравте на таа средба? Значи, еве вака. Целиот овој период, јас и целото раководство, повикуваме да ни пристапат граѓани кои што поседуваат докази, материјали за криминал и корупција на власта. Господин Спасовски, сте имале ли контакт со овие лица кои што беа приведени во акцијата и дали се точни оние фотографии кои што кружат во медиумите? Во однос на тоа дали сум имам контакт со многу граѓани на Република Македонија и од оваа позиција, од позицијата која што претходно ја имав, и тоа воопшто не е важно. И ја отвара можноста да се сликаме со некој осомничено лице. Тоа не го менува фактот. Реков дека имам контакти со многу лица во Република Македонија. Апсолутно со многу лица. Дали овие се меѓу многуте? Кога ви кажувам дека имам контакти со многу лица во Република Македонија, тоа значи дека контакти се можни од секаков аспект, меѓутоа тоа не ги амнестира никој од тие што биле контактирани за спроведување на било какво дејство или акција од страна на полицијата. Како се нашле тие снимки токму кај тоа лице? Тоа очекувам истрагата да го покаже. Дали кај приведените во нивните компјутери се најдени материјали од бомбите? Тоа треба да го прашате јавниот обвинител. Господине Заев, дали Захир Бекири Чауш е еден од патриотите, како што вие ги велите лицата кои ви доставувале информации? Очекувам истрагата да покаже зашто се изработувани тие фиктивни лични карти, зошто преку Фокус се пријавени во МВР и што е конечната цел на употребата на тие лични карти, имајќи во предвид дека тие лични карти се со датум на издавање од 2009 до 2014 година. Дали вие сте им дале некакви материјали на овие лица кои што се осомничени, оние 70.000 приватни разговори? Ја повикувам истрагата да отвори точно и да обзнани на јавноста кој тоа точно ги дал тие материјали кои што ги наведува дека ги поседува некој од осомничените лица. Значи сите информации во делот на истрагата и за тоа што има во документацијата, што има во запленетиот материјал и така натаму, се сознанија кои што мора да ви ги даде јавниот обвинител на Република Македонија. Спасовски, чувствувате ли одговорност поради тоа што се фотографирате со луѓе кои што се бараат со потерница, вие сте, да кажеме, најповикан да ги приведете, да ги опсите? Тоа лице се барало со потерница, блиски контакти со... Јас да ви кажам дека апсолутно не знам кои лица се бараат по потерници. Има многу лица кои што се барале по потерници. Па не знам јас дали треба да знам, исто како и вие дали треба да знаете или било кој од нас како граѓани на Република Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. За ова и за други политички прашања во Пулт разговарам со пратеникот Антонио Милошовски. Почнуваме веднаш по рекламите.
Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во Пулт, мој гостин, пратеникот Антонио Милошовски. Милошовски, добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата, добре најдов. Ќе започнеме малку духовито, иако ситуацијата веројатно навлегува во на драма, трагедија или навистина сериозна е ситуацијата, меѓутоа ме насме вчера еден ваш статус на Facebook каде што велите Оливер Спасовски е прекрасен човек, рекол Райнхард Прибе, експерт, Питер Ван Хаут е посредник, Јаднан Сума кривичар. Се пошегувавте со она што во моментов се случува, аферата со лажните лични карти, разговорите телефонски кои што се пронајдени кај оваа криминална група. Вчера го слушнавме и премиерот изрази сериозна загриженост, рече дека е фрапиран од поврзаноста на Социјалдемократскиот сојуз со една ваква група која што буквално имала фабрика за афери. Каков е вашиот коментар? Па оваа политичка сатира сепак не ја прави ситуацијата помалку сериозна заради две работи. Прво, Социјалдемократскиот сојуз тврдеше дека партијата и државата не треба да се мешаат и дека тоа е основниот принцип на демократско општество, и кога добија првата можност да назначат министер за внатрешни работи, го ставија најекспонираниот партиски функционер, генералниот секретар Оливер Спасовски. Тоа е едно што го ставија него. Второ, тврдеа дека тој е озбилен човек, сериозен и дека сепак ќе ги одговори на задачите на некое солидно ниво. За само кратко време потоа да видиме дека не само што не се работи за сериозен човек, туку се работи за човек кој што прави сериозни пропусти, контактира со луѓе за кои што требал да знае или знае дека се бараат по потерница. Луѓето кои што се бараат по потерница не се 2 милиони луѓе. Во Македонија по потерница може би се бараат 10, 20 или 30 луѓе кои што министерот за внатрешни работи секако треба да ги знае. Второ, гледаме од она што излезе во јавноста дека дури и во моментот на приведување на дел од тие луѓе, тие барале спас кај него, иако се работи за познати криминалци со дебели досија. И трето, се гледа дека Министерството за внатрешни работи, Социјалдемократскиот сојуз не инсистирал да го добие заради воведување на ред за време на изборите или контрола или попречување на било каква злоупотреба или подигање на стандардот на избирачкиот процес, туку се со цел да одредена криминална група добија закрила кај нив и да биде наменски злоупотребена против политичкиот опонент. Тоа представува едно грубо кршење на ферплејот, едно големо дискредитирање на институцијата во која што работат многу професионалци и според мене представува една голема дамка и би рекол срамно поведение за раководството на СДСМ. Затоа мислам дека најмалку што може да направи господинот Спасовски како министер за внатрешни работи е да се извини на јавноста, но и отворено да каже, за да не биде потоа да се дознава, јавноста дознава од истраги или од судски рочишта или од нешто друго, од кога ги знае овие луѓе, зошто контактирал со нив и зошто намерата на Социјалдемократскиот сојуз е таква политичките опоненти да ги дисквалификува преку монтирани материјали, фабрикувани лични карти, штанцани патни исправи, пасоши и измислени странски сметки. Сметате дека ќе покажи истрагата директна поврзаност помеѓу СДСМ и оваа група која што ги правела овие работи, бидејќи таму беа пронајдени над 500 лажни лични карти, беа пронајдени телефонски разговори, беа пронајдени бугарски пасоши за раководството на ВМРО-ДПМН. Тоа се сериозни работи кои што би можело сериозно да наштетат на угледот на функционерите од вашата партија и вам лично сигурно. Мислам дека истрагата ќе дојде до посакуваните резултати, дека ќе дојде до вистината. Тоа што нас не интересира е дали Социјалдемократскиот сојуз ќе признае одговорноста во овој случај, но на крајот од краиштата јавноста ќе суди за каква политичка партија станува збор и со какво раководство имаме работа. Планот на Социјалдемократскиот сојуз не бил да подготват подобра програма, не бил да подготват подобри проекти, не бил да се понудат како подобра политичка алтернатива на избирачите во јавноста. Планот бил 2 недели или 10 дена пред изборите да излезат со измислени афери, со фалсификувани пасоши за Антонио Милошовски, за Зоран Ставревски, за Никола Груевски, за Мартин Протуѓер, за било кои да се други наши представници, за Никола Тодоров, и со таква клевета излезена од фабриката за афери, со такви монтирани случаи и фалсификувани документи да го дискредитираат политичкиот избор пред јавноста.
И ова не би било нешто ново доколку за тие што имаат поголемо политичко паметење наназад, Социјалдемократскиот сојуз и во минатото и денес изгледа продолжува да аферите да му бидат главен проект. Се сеќаваме на подметнувањето на бугарски летоци 91 година за време на првите избори, аферата Сина птица, досието Дувло, притворањето на Руфи Османи, шпиунската афера Големото уво, кога Верушевски Црвенковски ја произведоа, па сега повторна аферата Пуч, кога Заев и Верушевски стекнаа некои нелегални прислушкувани материјали или истите го пробија системот, истрагата ќе покаже, и се гледа дека Социјалдемократскиот сојуз не е спремен да понуди нови проекти, туку е спремен само да оди со нови афери. За жал, таквото однесување ниту на СДСМ не му носи некоја полза, а уште помалку на државата, бидејќи државата ја држат во една политичка тензија повеќе од година дена. Вие побаравте членство на анкетната комисија за расветлување на сите скандали околу прислушувањето. Побаравте сведочење од Зоран Заев. Очекувате ли дека ќе се појави и ќе даде одговор на овие прашања околу неговата поврзаност со оваа група, па и поврзаноста со Верушевски и со другите лица, меѓу кои има и лице кое што е правосилно осудено со негово признание за одредени нерегуларности и правење на одредени дела спротивни на законот? Анкетната комисија се формира по барање на Социјалдемократскиот сојуз и сега парадоксот е таков што Социјалдемократскиот сојуз го блокира работењето на анкетната комисија. Анкетната комисија ја предводи кадар на СДСМ, пратеникот Петре Шилегов, кој што прифати да донесеме одлука за анкетната комисија и истата да се почитува и да можат сведоците да дојдат и да дадат исказ. Премиерот Груевски досега беше единствениот кој што дојде и даде исказ, следен требаше да биде министерот за финансии Ставрески. Но бидејќи после министерот Ставрески на ред доаѓа господинот Заев, гледаме паника во редовите на СДСМ, блокада на анкетната комисија, неовозможување на министерот Ставрески да даде свој исказ пред комисијата и со самото тоа попречување на процедурата за да можеме да продолжиме со понатамошна работа, односно господинот Заев, како што беше најавено, да дојде и да се обрати пред членовите на анкетната комисија. Тоа е малата слика која што ја создава колегата Шилегов, додека поголемата политичка слика е она што е тактика на СДСМ. Гледаат дека на анкетите дебело губат, уплашени се од изборите кои што доаѓаат, бара анкетна комисија, но истата ја блокираат, бара специјално обвинителство, но на истото не му ги доставуваат материјалите, бараат државна изборна комисија, не можеа да ја блокираат, се формира државната изборна комисија, бара апсолутистички закон за медиуми во кој што тие би имале секаква политичка контрола, кој што нема да се случи и знаат дека тоа ќе го користат како изговор, и бараат секакви можни изговори за да ги одбегнат изборите кои што СДСМ ги изнуди да се случат во април следната година. Неподготвеноста на Социјалдемократскиот сојуз да настапи на тие избори и нивната свест дека на тие избори ќе изгубат, дури според нивните анкети, со отприлика 400, 500 или 600 разлика, гледаме дека нив ги тера да прават потези кои што не се полезни за државата, ја зголемуваат политичката напнатост и одржуваат некое статус-кво кое што е штетно и за политиката, и за стопанството, и за граѓаните, и за целата јавност. Очекувате дека овие обиди за блокирање на изборите, одложување нивно избори воопшто да нема на 24 април ќе продолжат и во периодот кој следи? Со сигурност ќе продолжат обидите на Социјалдемократскиот сојуз да прават блокади на прашањата каде што имаат можност тоа да го прават, како што се анкетната комисија, законот за медиуми, утврдувањето на методологијата за прочистување на избирачкиот список и сите оние работи кои што, да речеме, и блокирање и недоставување на материјалите до специјалното јавно обвинителство, бидејќи знаат дека се фатени во еден криминален круг, во еден круг на соработка со докажани криминалци со дебели досија, и знаат дека јавноста тоа го има увидено.
Свесни се дека така ќе ги изгубат изборите и бараат начини како да избегаат од избори, не затоа што членовите на Социјалдемократскиот сојуз не сакаат избори или немаат јасно дефинирана политичка волја, туку затоа што токму раководството на СДСМ, начело со господинот Заев, со Оливер Спасовски и Радмила Шеќеринска, знаат дека тоа ќе биде крајот на нивната политичка кариера и почеток на некои процеси кои што веројатно ќе се случат после разоткривањето на деталите од оваа афера за скандали. Но ќе дозволите ли вие како политичка партија да оваа агонија во која што се наоѓа општеството продолжи, бидејќи оваа политичка криза се одразува и на другите сектори, меѓу кои економијата, нешто што наназад во изминатите 10 години беше приоритет на ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН имаше трпение, имаше способност за еден кризен менеджмент, да ја издржи и да управува во исто време со државата во услови на една политичка криза создадена од Социјалдемократскиот сојуз, наменски и со незаконски средства. Но трпението веќе е при крај и на граѓаните, и на јавноста, и на стопанството, и на медиумите, и на членството на ВМРО-ДПМН, и на секој оној кој што е заинтересиран за политика. И сметаме дека ова агонија во која што СДСМ ја држи државата, стопанството, политиката и јавноста, не треба да продолжи и она што сме го договориле како политички партии во присуство на меѓународниот фактор треба да се исполни. А тоа значи дека 24 април треба да имаме избори, демократски, слободни, фер, по сите стандарди, како што биле и досега, со зголемена доверба и учество на сите изборни и политички фактори, да може да се расчисти оваа политичка криза и државата да проложи еден нормален, секојдневен живот со посебен акцент на економијата и на развојот на државата. Затоа не би давале никакви илузии и лажни надежи на раководството на СДСМ дека ќе успеат со вакви трикови и мали изговори да ја избегнат да го избегнат моментот на соочување со анкетната комисија на народот, со волјата на народот и со единствениот начин кој што тие го бараа, а тоа се предвремени избори, оваа политичка криза да се стави точка и да продолжиме еден нормален политички стопански живот. Што очекувате од посетата на Хан? Тој најави дека до средината на јануари ќе биде во Скопје заедно со онаа тројка европратеници кои што претходно помагаа за разрешување на политичката криза. Ќе застане ли на позициите кои што ги имате и вие, дека избори мора да има и дека некои процеси кои што СДСМ ги кочи во изминатиот период мора да продолжат да се движат за да може да се реализира онаа рамка и да се спроведе договорот од Пршина? Очекувам господинот Хан да се заложи за исполнување на договорот кој што и тој го поддржа, а тоа е така наречениот договор од Пржино, во кој што имавме договорено да има специјален јавен обвинител, истиот го има. Имавме договорено да има анкетна комисија, истата постои. Во истиот пишува дека треба да имаме државна изборна комисија со нов формат, истата е формирана. Но исто така очекувам да му стане јасно дека тие кои што ја иницираа политичката криза и кои што бараа формирање на овие нови институти, како што се специјално јавно обвинителство и анкетна комисија, дека таа партија токму ги блокира сега тие институции. Ги блокира не со друга цел, туку само со една единствена цел – да не се случат избори, затоа што СДСМ, иако ги бараше, иако изјавуваше дека ќе победи, иако ги бодри своите членови дека се најсилна политичка партија, свесни се и според нивните анкети дека ќе ги изгубат изборите. Но губењето на изборите е дел од политичкиот надпревар и не смее да биде изговор за некој да ја држи во заложништво сопствената држава, ниту пак треба да биде изговор за социјалдемократите секое присуство на повисоко рангиран странски представник да го користат за кодошење на сопствената држава или за деградирање на политичкиот противник. Така што очекувам дека господинот Хан ќе добие јасна слика и дека Република Македонија ќе може да очекува
исполнување на договореното, избори во април, расчистена политичка ситуација и потоа извештај од Европската комисија, кој што сметам дека би требало да биде позитивен, доколку се одвиваат изборите на еден регуларен начин, како што и ќе вложиме напори, за тоа да ни биде дополнителен аргумент за добивање на датум за преговори. Едно од нереализираните обврски е предавањето на материјалите кои што ги поседува Зоран Заев. Катица Јанева веќе упати формално барање, иако законскиот рок истече уште на 30 ноември за тие да бидат предадени во специјалното јавно обвинителство. Очекувате ли дека ќе почне Заев да ги почитува законите кога станува збориве и за овие обврски преземени и во пржина? Господинот Заев се гледа дека нема капацитет или можеби нема навика да ги почитува законите. Тоа е прашање на една, би рекол, легалистичка култура, ако еден човек или политичар ја има или ја нема. Во овој случај гледаме дека тој, еве, преку случајот Глобал, кога беше аболициран, правењето на некоја група која што го пробивала безбедносниот систем и правила нелегални снимки, разговори, прислушкувања, па потоа истите ги монтирала, ги селектирала. Тоа однесување на господинот Заев и влегувањето во таа група, дружењето со ова криминална група на фабриката за афери, каде што требало по веројатно нечија нарачка да се произведуваат фалсификувани пасоши, фалсификувани снимки, фалсификувани банкарски сметки и неговиот однос кон специјалното обвинителство. Не очекувам дека господинот Заев во државава ќе биде пример на политичар кој што ги почитува законите. За него очигледно тој господин Бекир Чаушот, или како и да е неговото целосно име, кој што има големо криминално досие, е поголем специјален јавен обвинител за Заев, отколку што е Катица Јанева. А истовремено, господјата Јанева гледам дека дозволува да биде злоупотребена како политичка марионета во овој случај. И не ги превзема сите действија кои што нези и се во законска надлежност. Бидејќи јавниот обвинител може да очекува судска пресуда и преку судска пресуда да набави одредени материјали, како што се овие нелегално прислушкувани, може да очекува тој кој што е сторител или ги поседува да ги предаде, како што би требало досега да ги предаде господин Заев, но не го прави тоа. И третиот механизам кој што стои на располагање е само иницијативно, бидејќи има надлежност да го направи тоа и да ги одземе тие материјали. Гледаме дека таа инертно действува и јас се сомневам во незината политичка неутралност и во незината, би рекол, склоност да действува во одредена корелација со господинот Заев. За жал, на незина штета, бидејќи истиот Зоран Заев повеќе, ќе кажем, го ценел Бекир Чауш, на кого што му дал 77.000 прислушкувани, нелегално прислушкувани разговори, наместо истите да ги предаде таме каде што им е местото и во институцијата чие што основање го бараше Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е специјалното јавно обвинителство. Да, мислам дека овој случај со одземањето на материјалите, како и водењето на случајот Пуч, ќе бидат тест за објективноста на специјалниот јавен обвинител во периодот кој следи, бидејќи видовме дека на првото рочиште, каде што се појави како обвинител во овој случај, побара веднаш одложување. Треба да се види во периодот кој следи на кој начин ќе се води овој случај. Во врска со материјалите, уште едно прашање, јавноста е сериозно загрижена поради ова прашање, затоа што веќе видовме дека лица надвор од државата се обидуваат да дојдат до овие материјали, да ги купат. Дел од нив веројатно веќе се дистрибуирани надвор од Македонија кај лица во Србија и на Косово. Загрозена ли е и безбедноста, и приватноста, и целиот систем на државата, имајќи во предвид што се случува со илјадници приватни телефонски разговори? Мислам дека во голема мерка се загрозени и безбедноста, и приватноста, и личните податоци, и правната сигурност на многу луѓе во Република Македонија, кои што можат потенцијално да бидат жртви на ваквото... Не зборуваме само за политичарите. Не, за сите луѓе, доктори, лекари, новинари и така натаму. Кои што можат да бидат жртви на ваквото незаконско однесување и действие на господинот Зоран Заев и на криминалната група
од така наречената фабрика за афери, бидејќи во нелегално прислушкување на разговори некој можеби прислушкувал судии, некој прислушкувал новинари, некој прислушкувал стопанственици, имало нарачки за прислушкување на политичари, имало нарачки за прислушкување на адвокати. И сега тие разговори утре може да бидат предмет на уцена, на изнуда, на лична закана, на девалвирање на нечив живот, на тие штом дошле во рацете на криминална група, тие материјали може да бидат злоупотребени на секаков можен начин. Тоа значи дека со ваквото действие господинот Заев, ако тој им ги направил достапни овие материјали на криминалната група која што ја имаме во фабриката за афери, тој на најгруп можен начин ги повредил и приватноста и ги загрозил во иднина и перспективите нивната лична и правна безбедност на илјадници граѓани во Република Македонија. Тоа не му доликува на човек кој што претендира да биде премиер на оваа држава. Тоа можеби му доликува на Верушевски, кој што тоа го правил многу пати и одговарал или ќе одговара за таквите дела. Можеби му доликува на Едвард Сноуден, на американскиот шпион или некои други кои што се занимаваат со таква шпионажа, но не доликува на Зоран Заев и затоа гледам дека во политичката јавност во Република Македонија токму Зоран Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз представува најголем товар за Социјалдемократскиот сојуз да понуди алтернатива во оваа земја, бидејќи делува како нестабилен политичар со кој што озбилна работа не сакаат да си имаат другите политичари кои што имаат поконвенционално действување. За крај би ве прашала едно прашање и како висок функционер на ВМРО ДПМН, но и поранешен министер за надворешни работи. Колку сета оваа политичка криза влијаеше и на меѓународниот углед на државата, но и на она отворено прашање со Грција кое што го имаме во изминатите 20 на години. Дали ова ќе доведе до забрзување на процесите на интеграција доколку имаме спроведување на договорот од пржино и фери демократски избори на 24 април или сепак имаме и подолготрајни последици во тие наши меѓународни релации после сето ова? Оваа криза значително влијаеше на меѓународниот углед на Република Македонија затоа што внатрешните состојби и продуцирањето на политичката криза токму имале и една намена меѓу многуте, а тоа е да се девалвира владата, а преку тоа и државата во очите на меѓународната заедница. Она што значи монтирање или фалсификување на пасоши, истото може да се преслика како монтирање или фалсификување на приказни, кои што се представувале пред странскиот фактор со цел да се намали угледот на владата, а со самото тоа државата губи на углед. И втората работа на која што оваа криза имаше сериозно влијание е тоа што на нашите опоненти, би рекол, во рамките на Европската унија кои што го блокираат датумот за почеток на преговорите, ова им беше како сервирана услуга. Денес официјална Атина не мора да го споменува спорот со името за да направи блокада на Република Македонија. Денес е доволно само да го споменеа, не знам, бојкотот на собранието, политичката криза која произведе СДСМ, нивните деструктивни, би рекол, или монтирани квалификации за самата држава и за владата кога станува збор за медиумите, правосудството, изборниот процес, наводниот фалсификат од 200.000 гласови. Кога вие имате една таква политичка криза, кога ја создала најголемата опозициона партија во државата и истата се употребува меѓународно за да ве девалвира, тогаш вие не и правите услуга на вашата држава, напротив, и наметнувате товар, и на Македонија ќе и треба одредено време на добра политичка стабилност, проследена со економски напредок, за да можеме да ги компензираме, би рекол, штетите кои што действувањето на СДСМ и оваа наметната криза и го нанесува на угледот на Македонија. Господине Милошовски, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Така, ние продолжуваме со куса пауза за музика и реклами, а потоа се враќаме повторно. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. За последниот скандал, фабриката за афери на Социјалдемократскиот сојуз, вчера во интервју разговарав и со премиерот Никола Груевски, кој изјави дека е фрапиран и дека додека неговата партија и тој прават проекти и градат
фабрики вработуваат луѓе, Социјалдемократскиот сојуз креира лажни афери. Во продолжение еден кус извадок од ова интервју. Јас овде се одјавувам за ова издание на Пулт, се одјавувам и за ова 2015 година. Ова е последно издание на оваа емисија годинава. Следното издание на Пулт ќе може да го слушате празнично на 1 јануари од 11 до 12 часот, кога ќе направиме една ретроспектива на годината која што веќе ќе имаме испратено. Ви благодарам што и овој петок бевте со нас. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на Пулт на Радио Слободна Македонија, продукција Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието. Останете и во следните 10 минути и проследете дел од разговорот со премиерот Никола Груевски. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 70.000 прислушувани разговори од архивата на Заев пронајдени кај една криминална група во Скопје. Рековте дека сте фрапиран уште на самиот почеток на првиот ден од оваа афера, поминаа неколку дена. Каков е вашиот коментар денес? Па што да ви кажам, ако бев фрапиран пред неколку дена, сигурно таа фрапираност како доаѓа информациите во изминатите неколку денови растеше. Навистина сум шокиран со она што излезе на виделина, со она што го открива обвинителството. Испаѓа дека ние работиме на носење на фабрики, работиме на отворање нови работни места, на изнаоѓање начини младите луѓе да дојдат до сопствена куќа, на помош на земјоделците, или еве на зголемување на платите на лекарите, фармацевтите, клиничките фармацевти, специјалисти. Од друга страна, некој друг работи на друго. Работи на фалсификување на пасоши со кои што треба да се компрометираат политички личности од ВМРО ДПМН, фалсификување на лични карти со кои што исто така треба да се компрометираат водството на ВМРО ДПМН, фалсификување на документи за банкарски трансакции на видни луѓе од партијата и луѓе што се на различни позиции со цел да се наруши нивниот кредибилитет и на тој начин некој да ги добие изборите. Значи, додека ние тераме по една лента, по една динамика, по еден пат што мислиме дека е нормален, а тоа е да се надпреваруваме со идеи, со дела, со проекти, со креативност, што да им се понуди на граѓаните, како да имаат поквалитетен живот, подобар живот, повеќе пензии, плати, субвенции и така натаму, што треба да се изгради, што е приоритет, различни политики, реформи, што треба да се направат, да се искоригираат некои слабости, државата да оди напред и така натаму, некој друг својата енергија, своето време, не го троши на ова, што е една нормална политичка битка. Ова е нормална политичка битка, во секоја земја партиите се надпреваруваат по вакви работи какви што зборувам сега. Не се надпреваруваат по тоа да купат опрема за фалсификување на пасоши, опрема за фалсификување на документи. Јас се сеќавам неодамна имаше една изјава на Шилегов во која што тој изјави дека наскоро СДСМ ќе почне да објавува документи за наводни криминали на ВМРО ДПМН. Сега свативме што е работата. Обвинителството откри опрема, купена и ставена во погон опрема за фалсификување на пасоши, на лични карти, на документи банкарски и така натаму. Репроматеријал за производство на истите. Откри во нивните компјутери веќе направени голем број на такви патни исправи или други документи со цел компрометација на видни државни функционери од редовите на ВМРО ДПМН. Наистина, мене ми е многу жал што некои политички партии спаднаа на тоа дереже, да се надеваат дека на ваков начин ќе дојдат на власт, ќе освојат власта или ќе добијат довербата на граѓаните. Со тоа што на ваков обраќање рековте ова не е политика. Ова не е политика, ова е, како да ви кажам, дрзок криминал. Ние немаме работа со ние не се бориме со некој друг кој се бори со политички средства. Ние се соочуваме со некој што се бори со крајно криминални средства. Крајно криминални средства и на кои навистина не е лесно да одговорим. Мислам дека ова го нема никаде. Ја не сум сретнал нормална држава во која што некој се обидува да дојде на власт со фалсификати за политичките личности и тоа да е правено од криминалци директно поврзани во комуникација со средби и така натаму со врвот на
најголемата опозициона партија во Да, тоа држава. сега ве кажам, трагата си уште во теки фактите треба допрва да излезат на виделина и да се види колку се аргументирани нели оние информации кои што во изминатиот период излегува во јавноста за поврзаност на опозицијата со оваа криминална група, но она што ја загрижува јавноста се оние фотографии кои ги видовме од лидерот на опозицијата со еден од членовите на оваа група, па дури онаа информација за телефонски разговори за време на апсењето на оваа криминална група. Како очекувате да се развива овој случај? Знаете што, случајот го води обвинителството. Она што досега го имам дознаено главно од јавноста е навистина фрапантно и шокантно. И антидржавно би кажал. Да ги изнесите вие илјадници, десетици илјади телефонски разговори, да ги дадете во раците на криминалци, да ги растурите низ државата, но и во соседни држави да ги дадете. Тие да станат предмет на продажба, тие да станат предмет за политичка уцена. Тоа е недопирање на дното. Тоа е одење под дното, копање и одење далеку под дното. Тоа е навистина нешто што еве го слушам, го прочитав некаде оној лик од Белград што се јавува по портали и слично, како кажува дека ги има дека има одседиња, дека поседувал и така натаму. Од друга страна, водството на СДСМ не крие дека имале комуникација, се познавале, се гледале со овој човек. Некаде простори тоа дека излезе информацијата дека на некои од тие дискови пишувало имиња на од каде ни се дисковите. Спомнато е СДСМ, Заев и така натаму. Значи, не кријат, има фотографии излегува на човекот кој што е шеф на таа организирана криминална група со председателот на најголемата опозициона партија кој... Не слушавме ни демант околу трансферот на материјалите и предавањето. Човек кој претендира да стане премиер на државата. Значи, згора на тоа слушаме дека не само што биле во директна комуникација, дека тој бил член на нивната партија и колку што разбрав и член на раководството во некоја општинска организација. Навистина фрапантно. Навистина многу е тешко да се борите со луѓе кои употребуваат вакви методи. Нашиот ум е скроен да се бориме политички со политички средства. Со реформи, со проекти, со дела, со корекции на системот, подобрување на системот. Овдека имаме друга борба, со која што навистина не е лесно да се излезе на крај, освен преку институциите кои што се задолжени да се справуваат со криминал и со криминалци. Така, кога говориме за тоа антидржавно однесување кое го споминавте во вчерашното ваше обраќање до јавноста, голем број граѓани, не само политичари, туку јавни личности и обични граѓани, лекари и така натаму може да бидат загрозени од ваквото трансферирање на материјалите помеѓу опозицијата, криминални групи, па и структури од целиот регион. Може ли да се преземат некакви мерки за да се спречи ваквото однесување на овие групи? Апсолутно дека институциите ќе ги преземат сите потребни мерки. Сега имаме една специфична ситуација каде што прв човек во една од институциите во МВР е генералниот секретар на СДСМ, кој што се надевам дека ќе остане професионално да работи, колку и да неговата партија е вплеткана во сето ова. Она што е карактеристично е што излезе на виделина, од она што го разбирам деновиве и што беше јавно објавувано, дека и онаа снимка, ако се сеќавате, што излезе, ако не се лажам, пред година и пол некаде, каде што еден човек, бос, како гази по тепих и нешто збори ВМРО, комунисти, пасоши околу него и така натаму, и за кое што јавноста требаше да свати дека ВМРО фалсификува пасоши и слично, излезе дека станува збор за снимки од таа соба или таа куќа или каде и да е таа опрема, затоа што се покупуваат фотографиите. Од она што го разбирам, засега истрагата трае, но од она што неофицијално го чув и мислам дека и во медиумите простори, излегува дека таа снимка е правена таму со намена да се прикажи дека нешто веројатно некој ВМРО-вец штом вика комунисти, штом вика ВМРО, штом нешто така се однесува, најверојатно некој припадник на ВМРО ДПМН по некаква задача работи на такво нешто и излезе дека во куќата на тој наводен чауш, како го викаат. Не знам, членот на СДСМ што се сликал со
Заев, чие што дете го видовме на фотографија со генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, сега и министар за внатрешни работи, излезе дека во неговата куќа била правена снимката со цел да се прикажи пред јавноста нешто друго и да се наруши нашиот кредибилитет. Да луѓето почнаа да се сомневаат во нас дека ние навистина се обидуваме на криминален начин преку фалсификати и слично да дојдеме на власт или да извршиме некаква измама. Да не излезе на крајот дека друг ја врши измамата, како стојат работите и во кој правец се одат, најверојатно така ќе излезе. Спасовски вчера го обвини за фалсификување на лични карти, односно за несоодветно издавање на овие документи. Знаете што, тие се сега во едно буниво, во една паника, се трудат нешто да извадат на брзина, да прикажат. До вчера зборја 150.000 дека биле фалсификувани, вчера нешто збора 22 и така натаму. Значи, треба да се провери сето тоа, се разбира, државните органи треба да си го проверат. Ние како партија сигурно не сме правиле нешто организирано, ако некаква грешка некаде постои, треба да се провери, но во ова ситуација во која што тие сега се наоѓаат во едно буниво, во една паника, во еден хаос, се што ќе кажат ми е сомнително затоа што тие гледаат да ја сменат темата, да избегаат од темата, да прикажат дека нешто е различно или да прикажат на некој начин дека ВМРО и СДСМ се исти, еве СДСМ правеле така, ама најверојатно нешто и ВМРО правеле, веројатно тоа е целта. Така што се треба внимателно да се слуша и внимателно да се истражува. Дали е целта да се одложат или да нема избори? СДСМ би биле најсреќни да нема избори. Тоа веќе се гледа од нивните изјави. Значи тие повеќе зборуваат во духот на тоа какви услови се треба да се исполнат за да има избори, што тоа толку долго трае што на крајот се прашувате дали овие луѓе воопшто сакаат да одат на избори. Што се однесува до нас, избори мора да има. Тие е она што го предизвикаа во текот на оваа година. Мора да се расчисти на избори и мора да ја добијат лекцијата од граѓаните. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.